Некој човек кој така бил познат во својата бранша, имено произведувал облека и така развил успешен бизнис, сватил дека му е времето веќе да се пензионира и да го остави бизнисот на неговиот син. Па го повикал да му даде некакви совети, да му каже тајната на својот успех и му рекол: синко, сега веќе се е твое. Јас успеав да направам успешен бизнис, успешна фирма и сето тоа се темелеше на два основни столба. На довербата кон клиентите, т.е. довербата кој клиентите ја градат кон мене, и мудроста. И почнал да му објаснува за довербата. Ако си склучил договор и си ветил рок, мора да го спазуваш рокот. Ако си ветил дека до 15-та дата во месецот треба да биде готова порачката, мора да ја исполниш. Ке работиш дополнително, ке воведеш нови смени, ке дадеш 150% од твоите усилби и можности, но мора роковите да ги исполниш. Синот се замислил на дадениот совет и прашал: а мудроста, како ти помогна мудроста? Бидејќи, нели, покрај довербата многу важна е мудроста. И тогаш таткото рекол: мудроста се состои во тоа да не даваш глупави ветувања за рокови. Јас бев мудар и никогаш не дадов такво ветување и направив успешна фирма. Сега, што е успех? Дали бегањето од одговорност значи успех и во што можеме или како можеме да го измериме успешниот човек, еден успешен живот? Овој свет е заблуден во многу погледи во однос на оваа тема, има многу заблуди и некако успехот на човекот се мери, или луѓето се обидуваат секој успех парично да го измерат. И знаењето, и кариерата, и сите усилби што ги вложуваат, се обидуваат да ги измерат финансиски, преку пари. Мудриот Соломон, кој е авторот на оваа книга, кој бил и мудар, а и бил и успешен, ни дава, а и вдахновен од Светиот Дух, ни дава совети преку оваа книга, што значи да се биде успешен човек, кој е вистинскиот успех и како мудроста може да ни помогне во тој поглед. Кога Соломон станал цар, го наследил неговиот татко Давид на престолот, Бог му понуди што ќе побара да му го даде Бог. И Соломон му рече на Бог: Господи, јас сум млад, не сум доволно искусен, иако веќе имал повеќе од 40 години. Тој не се сметал за искусен човек. И му рекол: Господи, како млад човек, дај ми мудрост, ми треба мудрост. И Бог му рече, бидејќи не побара злато, туку побара мудрост, јас ќе ти дадам мудрост, ќе ти дадам и богатство. И така мудриот Соломон еден период од животот беше успешен и потоа, поради тоа што почна успехот да го мери во пари, стана неуспешен. И на крајот на животот ни дава некакви совети кои се стекнати од неговото богатство, искуство, 50 на години после добрата сделка што ја направи со Бог. Ајде да видиме прво што пишува Соломон во овој текст и потоа ќе почнеме да разгледуваме стих по стих. Јас ќе прочитам целиот стих, целиот текст, а потоа ќе видиме стих по стих што кажува. И пак го видов на земјата дека на брзите не им се дава победа, ниту на храбрите битката, ниту на мудрите леп, ниту на разумните богатство, ниту на искусните благонаклонетост, но времето и приликите им се случуваат на сите нив. Зашто човек не знае кога ќе го снајде несреќа, како што рибите налетуваат во пагубна мрежа и како што птиците се заплеткуваат во примки, така и синовите човечки се уловуваат во тешко време, кога тоа неочекувано ќе дојде за нив. Еве уште каква мудрост видов на земјата и таа ми се причини голема. Мал град и во него малку луѓе. Дојде против него голем цар, го опколи и почна околу него да издига големи обсадни направи. Но во него се најде човек сиромав, но умен. И тој со сета своја мудрост
го спаси тој град. И при сето тоа никој не се сети за тој сиромав. И јас реков, мудроста е подобра од силата, и при сето тоа што мудроста на сиромавиот се пренебрегнува, и зборовите негови не се слушаат. Зборовите на мудрите, искажени спокојно, се изслушуваат подобро, отколку викањето на кнез меѓу глупаци. Мудроста е подобра од воено оружје, а еден грешник расипува многу добри работи. Ајде да видиме сега, ред по ред. Во првиот дел, она како што почнува Соломон, многу наликува на она наша стара народна поговорка: роди ме мајко со късмет и фрли ме на улица, на патот. Што вели Соломон? Нема гаранција за човечкиот успех. Не постои гаранција. Не постои гаранција дека најбрзите ќе победат. Вели, и пак видов на земјата дека на брзите не им се дава победа. Ниту пак на храбрите битката. Нема гаранција дека храбрите ќе добијат битката. Нема гаранција дека мудрите и разумните ќе стекнат леп и богатство. Нема гаранција дека искусните или оние што натрупале најмногу животен опит ќе ги привлечат луѓето, тоест ќе најдат благонаклонетост кај луѓето. Не значи дека луѓето најмногу ќе се собираат околу оние што имат најмногу животен опит. Не постои гаранција, вели Соломон во тој поглед. И ќе се согласиме. Ако погледнеме околу нас, ќе видиме дека, ќе заклучиме дека не секогаш најдобрите студенти, оние кои ќе извадат највисок просек, ќе направат и најдобра кариера, неуспешна кариера. Има случаеви кога успешни ученици не стануваат и успешни во животот, во нивните професии. Од друга страна пак има случаи во кои што слаби ученици, па дури без образование, прават успешна кариера во животот. Нема, вели Соломон, гаранција. Зошто е тоа така? Е тука веќе онаа поговорка наша. Соломон, како да вели, се е со среќата на секого. Зборува за времето и приликите. Зошто нема гаранција за успехот на човекот? Затоа што се случуваат времења и прилики. Треба да се погоди времето и приликите треба да се погодат. Или може би приликите можеме да ги смениме со друг збор, шанси. Време и шанси. Или, како што велиме ние, да се најдеш во правилното време, на правилното или вистинското место. Тоа се околности. Ако ти се совпаднат околностите, ќе ти тргне работата. Ако ти се наредат картите во животот, ако ти се погодат коцките, ќе имаш успех. Како да Соломон сака да каже, се зависи од среќата на човекот. Дали е така? На крајот се вели, на крајот на книгата тоа е многу јасно вели. Се е во Божите раце. Ако гледаме површно на животот така, не многу длабоко, како што гледат повеќето, мнозинството, како да се зависи од среќата и од околностите. Кој со каква среќа, така ќе му биде животот. Не е тоа вистина. Овдека Соломон само нафрла негови впечатоци. На крајот тој ја кажува вистината. Се е во Божите раце. Успехот на секој човек е во Божите раце. И при тоа треба да размислуваме на вистинскиот успех. Ние понатаму ќе видиме што значи навистина успех. Кој е успешен човек? Бидејќи така изгледа на површината на животот, многу ми насметаат дека поважно човек да има среќа, отколку да се труди да биде добар, праведен, чесен и така натаму. Ако можам да бирам во животот дали да бидам среќен или дали да бидам добар, јас би избрал да бидам среќен. Така повеќемината би решиле. Соломон, ќе видим понатаму, не се согласува со тоа. Сега, зошто нема гаранција? Продолжува со таа своја мисла Соломон, кога вели, зашто човек не знае кога ќе го најде несреќа. Како што рибите налетуваат во погубна мрежа и како што птиците се заплеткуваат во примка, така и синовите човечки се уловуваат во тешко време, кога тоа неочекувано ќе дојде за нив.
Може би мислиме дека денес ни се погодило времето и околностите, денес ни се наредиле картите, но утрешниот ден може да донесе нешто сосема поинако. Не знаеме што носи утрешниот ден. Зашто утрешниот ден не носи само добри прилики и добро време. Утрешниот ден може да донесе и невреме и неприлики. И затоа Соломон вели, од тоа како му е пишанот на човек, така ќе му биде неговиот живот, толку ќе биде успешен. Навидом е така. Нема да се согласиме, ќе видиме подоцна. И сите на своја кожа сме го почувствували ова што Соломон овдека го пренесува како впечаток, како негово наблюдување за животот на човекот. Ке се мислиме дека се ни оди. И на работа, и дома, и со финанси, и со здраве, во секој поглед. И наеднаш почнуваат да се рушат. На работа добиваме известување дека поради криза или нешто друго ќе се намалува бројот на работниците и ние сме на списокот. Добиваме некоја голема сума за некаква поправка и оди така, некој голем износ. Добиваш на лекар известување дека резултатите не се добри, дома почнуваат проблемите и наеднаш се руши. И тој успешен живот преку ноќ се променува. Нема само прилики, има неприлики. Не знаеме што носи времето. Дали ќе донесе време или не време, дали ќе донесе прилики или неприлики. И добро што не знаеме, зашто денес чув една убава мисла, ако ја знаевме иднината, ние многу сакаме да ја знаеме иднината. Луѓе се консултираат со гледачки, најразлични луѓе со теме кои имаат надприродни способности, за да си ја видат иднината, да видат што ги очекува. Ако си знаеме иднината, ние немаме иднина. Иднината е нешто што не го знаеме. Ако ја знаеме иднината, веќе немаме иднина. И тогаш подобро е да не живееме. Зошто? Вечерва имаше многу интересен надпревар. Ракомет, кометал и колдинг. Металург, се извинувам, и колдинг, да. Македонскиот шампион и данскиот. Многу интересно, многу беше интересен до моментот дека го гледавме, требаше да дојдеме овдека. Нашите водеа цело време по 5, 6, 7 и на крајот победевме со 6 разлика. Ако знаевме до детал како ќе се одвива надпреварот, во која минута ќе се даде гол, како ќе се одвиват сите работи, има ли смисла да го гледаме надпреварот? Нема никаква смисла. Зошто не е интересен надпреварот? Зашто не знаеме како ќе се одвива? Зашто Соломон вели, нема гаранција дека подобрите секогаш победуваат. Еве, колдинг беа се подобри, ама загубија и тоа со 6 разлика. Нема гаранција. И неизвестноста е она што не мотивира и да живееме. Ако знам што ќе ми случи утре, задутре, до крајот на животот, може да се ископам дупката и да лежам да чекам да дојде крајот на животот. Не знаеме што носи утрешниот ден и сето тоа носи неизвестност и затоа вели Соломон нема и гаранција. Прво, има време, невреме, прилики, неприлики. Понатаму има една друга причина поради која што немаме гаранција дека трудот, честноста, разумот и така натаму, мудроста ќе бидат наградени, т.е. ќе донесат успех во човечкиот живот. Зошто е тоа така? Зашто општеството не ги оценува праведно предностите. И кажува за еден случај во овие два стиха. Во некое мало местенце со немногу луѓе, и тука потенцира Соломон дека немало многу луѓе, немало чак толку многу луѓе да не ги знаат сите во тоа место. Биле обсадени од непријателска војска, бројна војска, тие имале добро оружје и еден сиромав човек, ама кој бил многу мудар, го спасил целото градче или село. Мало градче. Но никој не се сетил на сиромавиот човек за делото што го направил. Никој не обратил внимание за спасителот. Зошто? Прво, зашто бил мудар, и второ,
Зашто бил сиромашен. Која е идејата на овој текст? И тука потенцира мудар човек, сиромашен. Понатаму ќе видиме во наредните стихови, во 70 стих, 2 стиха понатаму, ќе каже што избира Соломон. Тој ли за мене подобро е, или повеќе ќе се слушам во зборовите на мудрите кои спокојно се искажуваат, отколку викањето на кнез меѓу глупаци. Спокојни зборови на мудрец и викање на кнез меѓу глупаци. И тука овдека го дели општеството на две категории. Две аудитории. Едната аудиторија е оние кои го слушат тивкиот глас на мудрецот, а другата аудиторија, и тука очигледно целото село или целото градче влегува во таа аудиторија, се оние кои го слушат силниот глас на кнезот или на царот, на оној што има власт. Која е идејата на Соломон? Каква полза од тој човек? Прво, што бил мудар, и второ, што го спасил целиот град, кога не бил говорлив и не бил гласен. Тоа е идејата. Зошто и не бил мокен, не бил силен, немал власт. Кнезот, сите го слушаат, тој вика и тој собира луѓе околу него. Мудриот и скромен човек нема следбеници, вели Соломон. И тука покажува кој е системот на вредности меѓу луѓето, мнозинството, општеството. Општеството, и тука без никаква ароганција од моја страна, бидејќи тоа е реалност, средната вредност на општеството е она просечност, она медиокритетство. И тоа е најголемата маса, затоа велиме маса. Тоа е најголемиот дел од општеството. И тој најголем дел од општеството не сака да слуша мудри луѓе, не сака да слуша честни луѓе, не сака да следи разумни луѓе. Тие се поистоветуваат со оние со кои што може да се поистоветат, во кои што може да се препознаат. Тие ги слушат оние кои се гласни, кои знаат да манипулираат, кои знаат да лажат, да мамат. Тоа е идејата на Соломон овдека. И затоа вели, кој човек успева? Успева ли оној што се труди? Успева ли честниот? Успева ли мудриот? Не, вели. Еве, дури целиот град го спаси, никој дури не го забележа мудриот човек. Ако беше кнезот, оној што вика гласно, сите ќе го забележа и сите ќе тргнаа по него. Така дава неколку причини. Прво вели, има прилики, неприлики, има времења, невремења, не ни се погодува се во животот за да бидеме успешни. Нема гаранција дека оние што најмногу се трудат, кои најмногу работат, кои се најразумни, најпаметни, ќе успеат. Од друга страна пак и самото општество не ги следи таквите. И продолжува и вели, и покрај сето тоа, Соломон вели, јас избирам да ги следам мудрите. Зошто? Зашто на долг рок се покажува, мудроста се покажува како успешна. И кога велам долг рок, мислам на рок кој почнува, кој сега тече и продолжува во целата вечност. Мудрите ќе бидат во Божјото царство. Неразумните нема да бидат таму. Мудрите. Успешните ќе бидат во Божјото царство. Неуспешните нема да бидат во Божјото царство. Но кои се успешни и кои се мудри луѓе. Соломон вели, мудроста е подобра од силата, и иако мудроста на сиромавиот се пренебрегнува, и зборовите негови не се слушаат. Иако неговата мудрост не се цени, иако неговите зборови не ги слушаат, јас избирам да одам по мудриот. И внимавајте, тоа го вели цар. Не го вели некој безправен човек. Царот тоа го вели. Оној кој имал мок, кој имал власт. Соломон во нито еден момент во животот не бил обесправен од некакви насилници. И Соломон како цар вели, јас избирам да го следам сиромавиот, ама мудриот човек. Иако вели, понатаму продолжува, многу глупаци одат по кнезот, по оној што вика гласно, иако зборовите на мудрите спокојно, тивко се искажуваат, јас решавам да го следам мудриот. Зошто? Зашто на крајот се гледа дека гласното викање на кнезот
кога го следат неразумните, носи многу штети. Советот на неразумните луѓе, колку тие да звучат убедливо, колку и да се привлечни, на крајот се уништуваат. Ке не поведат на погрешен пат, пат кој води во бездната. Пат од кој што нема спас. Интересни размислувања на авторот. Ајде да видиме што ние можеме да кажеме како една оценка на крајот. Сега, после се тоа, да се трудиме ли во животот? Да се стремиме ли кон успех? Ами времето и невремето, приликите и неприликите носат се. На крајот на краишта па и општеството нема да не оцени. Кој ќе оцени нашата честност? Кој ќе го оцени нашиот труд? Кој ќе оцени нашата мудрост? Светот ќе не отврли. Светот не го сака тоа. Општеството не го цени тоа. Да се трудиме ли? Ами, ако не се стремиме кон успешност, работиме против самите себе си. Зошто? Зошто мотивот, желбата да бидеме успешни е вложена во секого од нас. Едноставно не можеме, а да не се стремиме кон успех. Не можеме. Тоа ни е вложено од Бог. Бог ни е вложил таа желба, тој копнеш. И не верувам дека има човек кој не се стреми кон успех. Не постои. Може би нашата желба за успех не се мери со обезбедување на место на првите страници на Forbes или председателска функција. Но секој има некаков копнеш за успех. Со самото тоа што навиваме, гледаме над превари и навиваме за нашиот тим, значи дека во нас има желба за успех. Не верувам дека има човек кој кога прави нешто сака да не успее. Станува сабали и си вика: сакам, многу сакам, се што ќе направам денес да не успее. Учам за испит и сакам да не положам. Правам нешто на работа, некаква работна обврска, многу сакам да не успее. Или што и да е. Многу сакам да ми пропадне проповед. На крајот на ова проповед, кога ќе заврши службата, многу сакам сите да ми кажат: таква лоша проповед не сум чул во животот. Има ли таков човек? Нема. Што значи тоа? Дека имаме желба за успех. И бидејќи имаме желба за успех, ние треба да се стремиме кон успех. Независно од тоа какви ни се шансите, какви ни се приликите или неприликите. Тука многу поважно прашање е како гледаме на успехот. Што е за нас успех? Има луѓе кои се поставуваат, најмногу луѓе се поставуваат цел да бидат богати. Богатството отвара многу можности. Има луѓе кои велат, и тоа се малкумина: јас ке работам, ке се трудам и ке станам богат. Повеќето барат инстант методи, кои обично не се честни, обично се криминални. Има луѓе кои велат: јас сакам да бидам успешен во кариерата. За некој успехот во кариерата е добро извршување на работните обврски. Сакам мојата работа да ја извршувам честно и да бидам посветен на работата, да бидам примерен. За некој пак успех во кариерата е само качување во хиерархијата и нема друга мерка за успех. За некој успех во кариерата е трупање на пари на банкарската сметка. Различни критериуми за успех. Има некој кој станал механичар, за да ги поправа колите на луѓето, да им помага, и тој е задоволен ако успее да поправи некој сериозен дефект и притоа се разбира да му биде платено. Има пак механичари кои само гледат како да ги дерат луѓето. И тоа е стремеж за успех, и тоа е стремеж за успех. Што е успехот? Како се мери успехот? При тоа, убаво да кажеме дека и во едниот и во другиот случај нема гаранција. Нема гаранција дека оној што работи честно ќе стане успешен, како што нема гаранција дека оној што работи нечестно ќе стане успешен. Зашто многумина кои ги испробале најбрзите патишта за успех, уште на почетокот пропаднале и завршиле на место каде што немат па никакви шанси за успех. Што е успех? Како можеме
да го мериме успехот. Успех ли е ако стигнеме до некаде, до врвот кој толку сме го посакувале, а при тоа целосно сме се дискредитирале? Има успех за кој сме создадени. Има копнеш за успех кој е вложен во сите нас, кој не зависи од време и невреме. Не зависи од прилики и неприлики. Има еден успех кон кој треба да се стремиме, а кој никој не може да не го загрози. Ништо не може да не го загрози. А тоа е успешноста во послушноста кон Бог. Колку сме успешни во послушноста кон Бог. Ние за тоа сме создадени. И тоа нешто во нас работи и не мотивира да бидеме успешни. Тоа е првичниот, заложен од Бог инстинкт за успешност, желба за успешност. Колку сме послушни на Бог. И нашата послушност кон Бог не зависи од времења, не зависи од прилики, не зависи од ставот на општеството. Никој не може да ни ја загрози позицијата во тој поглед. Може да се случува се и се што, може и днината да донесе се и се што. Може секакви реакции да бидат адресирани на наша сметка, но во тој поглед ништо не може да не загрози. Ако ние сме решили да бидеме успешни во послушноста на Бог, никој не може да не спречи и да не загрози. Сите ние сме вклучени во една трка која на Запад нарекуваат глувчешката трка. Има такви, на некој месец се организираат во едни заградени мали простори, долги и тесни, пуштаат глувци. И кој ќе стигне прв е победник и луѓето се обложуваат на тие трки. И поговорката или мудроста од таа игра е: и глушецот што ќе победи, си останува глушец. Нема да стане нешто повеќе. Колку и да победиме, колку и да успееме во нашите стремежи, во различните области, какви врвови да искачиме, ние се остануваме луѓе, крајна сметка. Нема да станеме нешто повеќе. И многумина кои ги постигнале своите цели, се искачиле на врвовите, кога веќе биле таму, си кажале: и што правам сега овдека? И зошто сум сега овде? И што од тоа ако сум сега овде? Јас пак сум си истиот човек и не сум добил ништо повеќе. Во стремежот за успех, во послушноста кон Бог, стои награда. И она што е најважно, во таа трка сите се победници. Нема победник, нема поразен. Во трка, ако се стремиме да бидеме успешни во послушност спрема Бог, сите сме победници. Зашто Бог за нас извојува победа, за сите нас. Сите што се стремат кон тој успех, на крајот ќе ги слушнат зборовите на Господ Исус Христос: добро сторено, верен и праведен слуго. Над малкото си бил верен, ќе те поставам над многу. Влези во радоста на мојот Господар, на својот Господар. Тоа е успех кој сигурно се наградува. Не зависи од тоа што луѓето сметат, не зависи од тоа што се случува, наградата од тој успех си доаѓа. А што значи да бидеме послушни кон Бог? Да бидеме послушни кон Бог значи да ја вршиме Божјата волја, да ги вршиме нештата на начинот кој Бог сака да ги вршиме. Сите ние сме поставени со обврски, со задачи, со одговорности во некоја област, во повеќе области, дома, на работа, во црква. И Бог за сите нас има некакви цели. Ако не поставил да бидеме лекари, треба да бидеме лекари какви што Бог сака да бидеме. Ако не поставил да бидеме педагози и да се занимаваме со деца, тој, неговата волја за нас е да се занимаваме со децата онака како што Бог сака да го правиме тоа. Ако сме старешини, Бог сака од нас, неговата волја е
да бидеме старешни какви што Бог сака да бидеме. И да ги правиме нештата на начинот на кој што Бог сака да ги правиме. Тоа е послушност. И Бог сака во тој поглед да бидеме успешни. И ништо не може да ни попречи да направиме добра кариера како добри Божи служители. Успешни Божи служители. И кога говорам за Божи служители, не мислам само на црква. Ние служиме на Бог секаде каде што сме поставени. Секое место. Во секоја област од животот. Луѓето кои се стремат да бидат успешни во извршувањето на Божјата волја, гледат на животот поинако од колку што гледаат луѓето во светот. Представата што ја нуди светот е изопачена, полна е со заблуди. Можеме да погледнеме вистински кон животот, реално да го видиме животот и реално да ги видиме вредностите во животот, ако гледаме на животот преку Божите очи. Она како што Бог гледа, од Божјата перспектива. Тој има најдобар поглед на животот. Проблемот на луѓето во светот е во тоа што голтаат се што им се сервира. Тоа е проблем на сите нас. Многу работи ги правиме затоа што сите ги прават. Па сите прават така. Добро ли е тоа што го правиш и сите што го прават? Ми сите го прават. Штом сите го прават, значи е добро тоа што го прават. Не размислуваме. Не гледаме на нештата од поинаква перспектива, од Божјата перспектива. Мудриот човек размислува дали тоа што се прави е добро или лошо. Тоест, дали тоа што го прават сите е според Божјата волја. Дали Бог сака да го правиме тоа? Ако се стремиме кон успех, кршејќи ги Божите правила, тоа не е успех, тоа е неуспех. Зашто на крајот целиот наш труд ќе изгори, нема да помине во Божјото царство. И се што сме стекнале на таков начин, ќе биде уништено. Тоа не е успех. Само она што го постигнуваме во послушност кон Бог, исполнувајќи ја неговата волја, е успех, вистински успех. Само нештата кои, оној труд кој е вложен за постигање на нешта кои имаат вечна вредност и се оценети од Бог како вредни работи, се успешни достигање во нашиот живот. Успешниот човек бара да открие Божјата волја. И сега кај е мудроста во сето тоа? Рековме, ја бараме Божјата волја. Мудроста е точно тоа, да се разбере Божјата волја и да се живее во животот. Мудриот човек ја бара Божјата волја. А кај ја бара Божјата волја? Кај можеме да ја најдеме Божјата волја? Запишена ли е таа некаде? Не се открива ли? Божјата волја се открива во Библијата. Минатиот пат говоревме за Библијата. Има многу свети книги, но јас верувам и многу аргументи изнесовме во тој поглед дека Библијата е светата книга. Зашто за незината автентичност можат да сведочат аргументи за кои не сведочат и кои ги немат во своја полза никоја друга света книга, така наречена света книга. Бог е открива својата волја во Библијата. И затоа ние овдека проповедаме од Библијата. Затоа ја изучуваме, зашто преку неја можеме да разбереме што Бог сака од нас, како да го живееме животот, а прето да бидеме успешни. Кои работи да ги правиме, зашто се добри, а од кои кои да ги одбегнуваме зашто се зли и се лоши. Како да ги правиме работите? Кои начини се угодни на Бог, а кои начини се против Божјата волја? Зашто на крајот на краиштата тоа е најважното. Еден ден кога ќе застанеме пред Бог, него воопшто нема да го интересира какви места сме освоиле во тие наши земни човечки трки. Нема тоа да биде воопшто важно. Во таа глувчешка трка на кое место сме биле. За него ќе биде важно колку сме биле верни додека сме трчале. За него ќе биде најважно колку угодно на Бог
смо ги правиле работите што ги правиме овдека на земјата. И можеме да постигнеме многу работи. Има пастори кои се многу успешни, цркви кои се многу успешни, кои собираат или успеваат да привлечат по 50.000 луѓе. Имаат огромни буџети, многу проекти. Сепак на крајот, за Бог ќе биде најважно колку сме му биле верни. Нема да му биде важно колку луѓе сме привлекли. Нема да му биде важно каков буџет сме успеале да собереме. Нема да му биде важно колку проекти сме изработиле. Ќе биде важно колку во сето тоа сме биле верни. Тоа не е важното. Тоа го цени Бог. И еден ден кога ќе ни вети, кога ќе ни покаже наградата, основата за тоа ќе биде нашата верност. Тоа е вистинскиот успех. Вистинскиот успех е ако извршуваме нашата професија на начин кој му угоден на Бог. Не колку сме успеале финансиски да го валоризираме нашиот труд, не колку сме успеале луѓето да ги убедиме дека сме добри, колку сме успеале да се покажеме пред Бог послушни. Колку сме биле верни на Бог во тоа што сме го правили. Тоа е вистинскиот успех. И на крајот, треба да согласиме дека овие работи за кои говориме не се воопшто лесни за исполнување. Лесно да се кажат, не се лесни за исполнување. Сепак, сакаме и сатисфакција од луѓето. Сакаме и луѓето да не пофалат. Сакаме одобрение од нив. Сепак сакаме нашиот труд да биде и финансиски вреднован. Сакаме. На крајот на краишата, нашето его го посакува тоа. Што е најважно во животот? Која е крајната цел, конечната цел во животот? Ами нели конечната цел во животот ни е да бидеме во Божјото царство во целата вечност? Тоа ни е конечната цел. Да сакаме и многу други работи да се свртат во наша полза. И мислењето на луѓето, и финансиската состојба и така натаму, и здравствена и се. Ама на крајот на краиштата велиме дека најважно е да бидеме со Бог во Божјото царство. А кои ќе бидат во Божјото царство? Само успешните. А кои се успешни? Оние кои извршуваат Божјата воля. Успешни луѓе се оние кои му се послушни на Бог. Во она што го прават, го барат Бог, го барат неговото мислење. Се прашуваат што мисли Бог за тоа? Дали на Бог му се допаѓа? Дали Бог го оценува како добро тоа што го правам? Тоа е критериум за успешност. А јас верувам дека ако го бараме Бог, ако ја бараме неговата волја, ако му сме послушни, верувам дека и останатите работи, и останатите нешта во животот ќе работат во наша полза. Верувам дека ќе дојде благословот. Верувам дека и луѓето ќе се убедат дека сме на вистинскиот пат. Верувам дека Бог нема да не остави гладни, жедни, голи, без покрив, туку ќе не благослови изобилно. Верувам дека и времето и приликите ќе работат за нас. Ако сме верни, ако сме послушни на Бог. Тоа е успешност. Сакаме ли да бидеме успешни? Да му служиме на Бог, да извршуваме неговата воля, да му бидеме послушни. И нема да има поуспешни луѓе од нас.